Ада СМ изнајмува машини за потребите на РЕК Битола за 63,7 милиони денари. Од податоците на веб страната за јавни набавки се гледа дека се склучени договори со неколку компании за изнајмување на различна механизација која може да се купи и да биде собственост на Ада СМ или на РЕК Битола, но наместо тоа секоја година се даваат милиони за изнајмување на опрема. Тендерската документација да видиме. За колку? Купно е 63 милиони 720 илјади денари. Суштината е дека можеби во моментов доколку се набави таква опрема за потребите на РЕК Битола и Ада СМ ќе кошта повеќе. Но низ годините употребувајќи ја таа опрема ќе чини помалку сигурно отколку да се изнајмува таа опрема на годишно ниво. И ова е еден од едноставно решливите проблеми кој што можел да биде решен пред 30 години, пред 35 години во оваа држава, ама намерно се повторува и се случува и понатаму, зашто со единствена цел да може некој да ги зима овие тендери за изнајмување на опрема. Че не е филозофија државата да купи багер, не е филозофија РЕК Битола да купи багер, да купи корпа, да купи камион и никој нема да каже ништо против, зашто? Затоа што ќе нема простор. Затоа што тоа е потребно. Ти секоја година да изнајмуваш, до сега кузне каква флота на механизација ќе сме купеле ние и можеби ќе било у ситуација РЕК Битола, Ада СМ истата да изнајмува на други компании приватни кои што ќе имаат потреба. За копањето тендерот е 25 милиони евра. За копање и транспорт. Знаеш колку се 25 милиони евра? 25 милиони евра се еден од тие што копаат, тие големите што се со лента, едно такво и 100 до 150 камиони. Со милиарда и 500 милиони денари. Све тоа се купува.